Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Доживотен затвор за Палчо и соработниците, ослободителна пресуда за таткото на Вања. Цилјановска се сретна со Желјасков во Хаг. Јас имав пријатен, протоколарен, пријателски разговор со бугарскиот премиер. Радев со писмо до европските лидери и институции, жестоко ја нападна Македонија. 5% од БДП за одбраната, нова обврска за земјите членки на НАТО. Информатичарот Алиу стартува со онлайн средби со граѓаните секој петок преку новата веб страница на Министерството за здравство. Гувернерот побара од банките да ги намалат провизиите, ако не постапат доброволно ќе бара законски измени. А во овие вести во живот пред кривичниот суд информираме за пресудата во случајот за убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Останете со нас. 4 казни доживотен затвор и една ослободителна. Ова е пресудата во случајот за убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. По 35 рочишта заврши судскиот процес за еден од најгрозоморните случаи на киднапирање и убиство која потреса македонската јавност. Пресудата ја следеше колешката Тамара Дичовска и имаме во живот пред кривичниот суд. Тамара, што се случуваше во судницата и какви беа реакциите на одлуката на судот? Да, по реакциите на осудените веќе можам да кажам дека тие не беа изненадени од пресудата, односно тоа што добија доживотен затвор за свирепиот и грозоморен чин на убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Денеска во кривичниот суд беа изречени 4 доживотни казни затвор, највисоките во македонското законодавство за Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев. Судијата Ивица Стефановски до детали ја образложи доживотната присуда за четворицата обвинети за убиствата, до детали како ги извршиле и убиствата, но и грабнувањата. Единствен кој што беше ослободен од вина беше таткото на Вања, бидејќи според судот обвинителството по година и половина не успеало да докаже инволвираност на Александар Ѓорчевски за грабнувањето и убиството на неговата ќерка. Обвинителството се противеше на ова одлука на судот, односно кажа дека се уште постојат сомнежи за Александар и затоа ќе обжалат ослободителната присуда за него. Според неговиот адвокат, денеска денот не е за славење, иако неговиот клиент доби ослободителна присуда, бидејќи целиот процес се водел нефер и не сме добиле одговор и на самата присуда за многу клучни прашања и пропусти кои што биле во целиот судски процес, додека пак другите адвокати на другите обвинети сметаат дека и пресудата, но и целиот судски процес бил еден политички циркус, дека без ниту еден доказ нивните клиенти се осудени на доживотен затвор. Целите и сите детали од денешната пресуда за најгрозоморните убиства, можам да кажам, во Македонија на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски ги слушаме во продолжение. Доживотен затвор за Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев за убиствата и грабнувањата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Судијата Ивица Стефановски, читајќи пресудата, образложи како на свиреп начин биле убиени двајцата. Вања со врзани раци и нозе со стеги, ставена во вреќа за спиење во багажникот автомобилот, при што била изложена на тешко психичко страдање, била убиена од Палевски во главата во местото Бразди, а потоа закопана во дупка која ископале другите обвинети. Панче Жежовски со врзани раце со јажа и салотейп на устата му било пукано во глава од страна на Палевски, а потоа бил фрлен во веќе ископана дупка во близина на Велес. За таткото на Вања обвинителството не можеше да докаже вина, а судот денеска донесе ослободителна пресуда за него. А како резултат на врскување од канал из мозокот дошло до пореметување и прекина работата на важни мозочни центри и настапила смрт која ощетена до дете Вања Ѓорчевска, па откако обвинител Љупчо Палевски е изгубил вреќата за спиење, обвинетите го закопале телото во ископаната дупка, а потоа на нива покрај земјен пат, ватерот се во Бразда, го запалиле со нова Цитроен. Обвинетите Љупчо Палевски со огнено оружје, пиштол еден марка калибар 9 мм, испукал еден клучно во пределот на главата на штетинет, пренесувајќи му огнестрелна повреда на мозокот со прострел во пределот на главата со. За
обвинителките, обвинетите добиле заслужена доживотна казна затвор, а за таткото на Вања ќе обжалат пресудата, бидејќи се уште имаат сомнежи за негова инволвираност за киднапирањето на неговото дете. Двете има различен став за продолжување на притворот на Александар Ѓурчевски до правосилноста на пресудата. Нека куќен притвор против обвинетиот Александар Ѓурчевски. Да се продолжи до правосилност. Полност на обвинетиот Александар Ѓурчевски, имајќи ја предвид денес донесената ослободителна присуда, а согласно законските одредби, не преостанува ништо друго, освен притворот против истиот да биде така што обвинителството не го одзеде. Изречените доживотни казни затвор за обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Љупчо Палевски се доказ дека ниту еден сторител не може да остане неоткриен во сторување на вакви грозоморни кривични дела, дека и покрај испланираното до детали убиство и на Вања Ѓурчевска и на Панче Жежовски, обвинетите се откриени и се добија заслужената казна затвор. По однос на обвинетиот Александар Ѓурчевски, иако денеска не ги слушнавме аргументите на судот за ваквата присуда, неспорен факт кој што стои на страна на овој обвинет е дека единствено родителите на детето знаеле дека детето по исклучок критичниот ден ќе оди само на училиште. Двајца обвинети дадоа искази дека овој факт тие го дознале од таткото, не од никој друг. Според адвокатот на таткото на Вања, пресудата не е во победничка атмосфера, иако неговиот клиент доби ослободителна присуда, бидејќи на самиот финиш нема објаснување зошто Вања била киднапирана и убиена, Александар бил обвинет во целиот процес. Почитуван суде, јас сум навистина затечен, бидејќи едниот застапник на обвинение предложи да се продолжи мерката против притвор, а истовремено другиот застапник на обвинение предложи да се постапи согласно законот. Дали со инволвирањето на Александар во оваа постапка е свесно направен дефокус од она што требало да биде предмет на истрага, а тоа е она што го кажа Велибор Маневски уште првиот ден на 6.12. дека од 2022 година се правеле и се кроеле планови и списоци за киднапирање и за убивање луѓе. Адвокатите на другите обвинети не се задоволни од пресудата. Судењето било нефер и без никакви докази. Нивните клиенти се осудени на казна доживотен затвор. Ќе обжалат пресудата. Ниеден доказ нема, нити разумен сомнеш, а да имаше барем еден разумен сомнеш кој наликува на доказ, ќе беше добро за да имаме вакви пресуди. Судот во својата објава вика дека човекот е убиен 10:30. Цела Македонија виде снимка дека 12,5 сат човекот е жив на бензинска станица Лукойл во Велес. Доколку не бил Кешишев, не може да бидат пронајдени ниту телата, ниту пак начинот на извршување на грабнувањата. Убиствата се случија во декември 2023 година. По интензивни 35 ручишта денеска беше донесена присуда. Во судницата се менува искази, се призна вина, но и се негираше вина. Љупчо Палевски до самиот крај тврди дека не ги извршил убиствата. Пиштолот со кој беа убиени Вања и Панче не е пронајден. На завршните зборови Велибор Манев посочи вработен во Народната банка дека тој го уништил оружјето со кој се извршени убиствата. За него се води посебна постапка која според обвинителството не влијае на пресудата. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Кривичниот суд во Скопје ќе го води судскиот процес за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Откако судот од Кочани побара типска апелација ја пренесе врската за одлука, Врховниот суд денеска информираше дека ја пренел надлежноста со што предметот ќе се води во Скопје. По обарањето на родителите на загинатите во дискотеката, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција најави можност за средба, но откако ќе завршат со постапката за полициските службеници, Тошковски пак дипломатски одговори дека државата е должна да им ги даде одговорите на родителите.
Скопскиот кривичен суд ќе го води судскиот процес за пожарот во Кочански пулс. Врховниот суд го уважи предлогот од Штипска апелација за пренесување на надлежноста. Советот за казниви дела при Врховниот суд денес на 25 јуни донесе решение со кое за стварно и местно надлежен суд за постапување по предметот на Основен суд Кочани, оформен во врска со пожарот кој што се случи на 16 март 2025 година во дискотеката Пулс, го определи Основниот кривичен суд Скопје, информираат од Врховен. Ваквата одлука доаѓа од како Кочанскиот суд побара изземање, бидејќи сите 5 судии веќе биле инволвирани во носењето на одлуки за мерките за обезбедување на обвинетите. Обвинение е поднесено за 34 лица, осомничени за тешки дела против општата сигурност. Во меѓувреме, во ОЈО-ГОК се уште трае истрагата за полициските службеници, кои се осомничени дека сториле кривични дела поврзани со пожарот. Нивниот работен статус се замрзнат. Министерот за внатрешни работи вели дека додека трае истрагата за нив, тие не ја вршат функцијата. Во рамки на нивното функционирање во Министерството за внатрешни работи, ако ме прашувате во тој дел, нивниот статус е замрзнат, односно они во рамки на овој временски период ќе бидат оддалечени од вршење на функција во рамки на тековното функционирање на Министерството. Досега со истрагата во ОЈО-ГОК се опфатени 29 полициски службеници. Во рамките на своите надлежности, јавниот обвинител ги презема сите неопходни действија за расветлување на случајот, меѓу кои се слушување на лица во својство на осомничени и во својство на сведоци, како и прибирање на други докази. За сите полициски службеници за кои е поведена истражна постапка на предлог на обвинителството, им се определени мерки на предпазливост, велат од ОЈО-ГОК за сител. На последниот марш на ангелите, родителите на загинатите деца побараа средба и со ОЈО-ГОК за да се информираат подетелно за полициските службеници опфатени со истрагата. Меѓутоа, од обвинителството за организиран криминал и корупција велат дека евентуална средба ќе се реализира откако ќе бидат испитани сите наводи. Родителите имаат право да прашуваат, а државата да дава одговори. Одговори Тошковски околу обвинувањето од родителите за истрагата за Кочани. Дополни дека МВР постапило професионално и неселективно во целиот процес. Имаат право да бараат одговори од институциите се должни да дадат одговори на сите прашања. Покажавме дека може да се работи неселективно и покрај сите обвинувања. Покажавме дека можеме да имаме еден нормален пристап кон работите и покрај сите обвинувања од страна на опозицијата и покажавме дека без оглед на име, презиме, без оглед на кој инволвирал, кој бил близок со кого или кој не бил близок со кого, дека Министерството за внатрешни работи знае да постапува професионално. Првата група од 46 повредени викендов ја почна рехабилитацијата на Пониква. Таму ќе бидат 2 недели, колку што ќе трае третманот за секоја од групите. Синоќа првата група повредени пуштија 62 бели балони во знак на почит кон загинатите во Пулс. Габриела Лескова, Сител телевизија. Силјановска се сретна со Желјасков во Хаг. Јас имав пријатен, протоколарен, пријателски разговор со бугарскиот премиер. Радев со писмо до европските лидери и институции жестоко ја нападна Македонија. 5% од БДП за одбраната, нова обврска за земјите членки на НАТО. Председателката Гордана Силјановска давково остварила средба со бугарскиот премиер Желјасков во Хаг. Вели дека разговорот бил пријатен и протоколарен. Додека тие двајца ги споделувале протоколарните информации, во кабинетот во Софија председателот Румен Радев го пишувал писмото кое го испрати до европските лидери и институции, а во кое жестоко ја напаѓа Македонија, откако не успеа обидот во извештајот за земјава да се додаде придавката модерен за македонскиот јазик и идентитет. Катерина Нешкова ги има деталите. Бугарија преку писмо на Радев до челниците на Европската Унија ке се обиде да го амортизира вчерашното гласање во Европскиот комитет за надворешна политика на извештајот за Македонија во неговата изворна форма без амандманите што ги издействуваа бугарските европратеници за наводен модерен македонски јазик и нација. Бугарскиот председател во писмената изјава вели дека официјална Софија нема да прифати замена за францускиот предлог и дека правата на бугарите во Македонија не можело да бидат предмет на политички преговори.
Но додека Раде во писмото поздравува што Брисел ги отфрлил тврдењата за вековниот македонски идентитет, на истиот тој Брисел му порачува во своите извештаи да не се меша во јазикот и идентитетот доколку не стави одредени специфични признаци за нив. Фактот дека почитуваната институција како Европскиот парламент се изјаснува за категорија од морална природа или специфично научна ориентација како што се идентитет и јазик во отсуство на правна основа и релевантни надлежности е загрижувачки. Ваквите референци за јазик и идентитет без специфична дефиниција ги ризикуваат слободните толкувања што нашите југозападни соседи веќе ги прават со своите тврдења за вековниот македонски идентитет, посочува бугарскиот председател. Мицкоски пак возраќа со контрабарање. Признавање на македонското малцинство во Бугарија, спроведување на одлуките на Страсбург за регистрација на Омо Илинден Пирин и македонски член во Комитетот за малцинства на Бугарија. За него неприфатлив е обидот на некои европратеници да креираат нова нација и нов јазик во 21. век. Тоа се изјави на бугарските политичари за домашна употреба. И тоа е разбирливо. Ме прашавте дали е мала победа, не, за мене е големо разочарување. Затоа што вчера сведочевме како во главниот град на Европа, Брисел, имаше обид од одредени европарламентарци да се креира нова нација и нов јазик во 21. век во Европа. Но она што нас не прави задоволни е што граѓаните можеа да видат дека ниту идентитетот е бетон, ниту јазикот е бетон, како што одредени измамници во политиката не убедуваа изминативе 3 години, без разлика дали се од тука или од надвор. Македонскиот премиер, иако се надева дека и најавените нови амандмани нема да поминат, сепак вели исходот на пленарната седница на Европскиот парламент е неизвесен. Гласањето во комитетот ги намали шансите за суштински разговори на председателката Силјановска со бугарскиот премиер Желјасков на НАТО самитот во Хаг. Средбата била само протоколарна. Јас имав пријатен, протоколарен, пријателски разговор со бугарскиот премиер за потребата да се почитуваме, за потребата да го следиме духот на двата народи, за потребата да помагаме, за потребата оној кој е веќе внатре да му помогне на оној кој што оди кон Европската Унија. Јас ги берам зборовите, верувам во потребата од пријателство. Конечното гласање на извештајот за Македонија треба да се случи до 10 јули на сесијата на Европскиот парламент во Страсбург. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Македонија се согласи со партнерите од НАТО и го прифати зголемувањето на обврската за одвојување на 5% од БДП за одбраната. Целта, според генералниот секретар на НАТО, е да се зголеми безбедноста. Сојузниците ја потврдија и поддршката за Украина. Ирина Давидовска со деталите. НАТО донесе историска одлука. Секоја земја членка на Алијансата ќе вложува по 5% од буџетот за одбрана. Лидерите на 32 земји беа едногласни секоја година до 2035-та да ги исполнат индивидуалните и колективни обврски кон Алијансата. Генералниот секретар на НАТО побара агресивна реакција на вооружувањето од Русија, Иран и од Северна Кореја. Руте смета дека е неопходно да се инвестира повеќе за да се спречи војна, односно да се добие новата војна со производството на оружје кое го прави Русија. Соопштувајќи одлуката, генералниот секретар порача дека Алијансата е посилна од кога било и одлучна да делува брзо во одбраната на мирот. Генералниот секретар упати благодарност до американскиот председател без кого, како што рече, немаше да се случи зголемувањето на буџетот на Алијансата. With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defense. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. It includes at least 3.5% of GDP invested in core defense requirements, a benchmark that until today was set at 2%. A target that I'm pleased to say all allies will now meet this year or have already met. They agreed to boost our defense industries, which will not only increase our security, but will also create jobs.
Целта од 5% се состои во два дела. 3,5% се основните трошоци за одбрана, а дополнителните 1,5% се однесуваат на надградба на патишта, мостови, пристаништа и аеродроми, мерки за борба против хибридни напади и подготовка на општествата за идни конфликти. Македонската делегација, предводена од председателката Силјана Скадавкова, оствари кратка средба со председателот на САД. Председателката на маргините на самитот имаше одделни средби со колегата од Чешка и со премиерите на Естонија и на Кралство Белгија. Истакнав дека, иако сме мала држава, се однесуваме како кредибилен партнер на НАТО, за разлика од многу други. 2% ние издвојувавме. Се разбира дека донесена е одлуката за зголемување. Се разбира, јас потенцирав дека тоа може да биде само градуелно и дека ние остануваме посветени на обврската, но дека исто така мора да се внимава на моќта, финансиската моќ на државата. Со декларацијата која е усвоена на самитот во Хаг, членките на Алијансата се обврзаа на реафирмација на договорот од Вашингтон. Напад врз една се смета за напад врз сите. Меѓу точките во оваа декларација стои ветување за континуирана поддршка за Украина. Во Хаг денеска најавена е средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Володомир Зеленски. Трамп ги потврди овие информации коментирајќи дека ќе разговара со Зеленски за очигледното, односно за проблемите со кои се соочува лидерот на Украина. Следниот самит на НАТО во 2026 ќе се одржи во Турција. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Една година власт на ВМРО ДПМН, како работеше владата и каква опозиција беше СДСМ, за обвинението за Пулс и пресудата за двојното убиство, каде е вината за блокадата во европските интеграции и дали треба да стравуваме за безбедноста. Во тема на денот со координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски. Информатичарот Азир Алиу, која доби задачата да раководи со Министерството за здравство, воведува онлайн средби со граѓаните. Средбите ќе се закажуваат преку веб страницата на Министерството, а ќе се одржуваат секој петок. Долго чекање за операција, проблеми во добивање на диагностички процедури или несоодветен однос на медицински персонал. Сите кои што имаат вакви проблеми може да ги изнесат на онлайн разговор со министерот за здравство. Докторот по информатички науки ја почна дигитализацијата во здравствениот систем од својот кабинет. Азир Алиу секој петок има 5 часа за разговор со граѓани, но оние кои што ќе сакаат да бидат ислушани мора претходно да се пријават. Ги информирам граѓаните. Од наредната недела секој петок ќе имаме отворен кабинет кој што можноста за да најдеме 15 минути за секој граѓанин е отворена сега веќе и може на таа платформа да се пријават со име и презиме, телефонски број и краток опис. Пред да стартува отворениот онлайн кабинет на Алиу, тој веќе понуди краткорочно решение за сообраќајниот хаос на клинички. Предлогот на министерот 300 вработени да паркираат надвор од кругот на клиниките најде на бурни реакции меѓу здравствени работници. Негодуваа дека тоа не е решение и не значи ништо за намалување на гужвите. Имало и доктори што ја поддржувале идејата. Верувајте дека се јавуваат колеги доктори и велат не спасивте бидејќи скапи коли имаме и ги гледаме изгребани и оштетени надвора, бидејќи нема лифт, нема камери, не знаеме ни кој ни како и каде да се пријави. Дали ќе биде реализиран овој предлог не се знае бидејќи против него и синдикатот на клинички кои бараат соодветно решение, со кое нема пациенти со саати да бараат слободен паркинг. За премиерот добро е што се нудат решенија. Јас сум убеден дека заедно со градски паркинг ќе бидат понудени решенија кои што нема да предизвикаат вакво чувство за кое што вие сега зборувавте и кое го опишавте, да вртат 9 пати пред да дојдат. Решението за паркингот нема да биде долгорочно, бидејќи изградба на нов клинички центар е предвидено во втората фаза од британскиот договор за поддршка на македонското здравство. Сања Димитровска, Сител телевизија. На средба со Банкарската асоциација, гувернерот ги повика банките да ги укинат или барем да ги намалат провизиите за услугите кои ги користат граѓаните. Ако не постапат доброволно, Славецки најави дека ќе бара законски измени.
Намалување или укинување на провизиите кои банките им ги наплаќаат на граѓаните и стопанството, бара гувернерот на Народната банка. На првата официјална средба со банкарите им порача дека надоместоците им се високи, во споредба со земјите во Унијата каде им се наоѓаат матичните банки. Затоа Славенски побара намалување на провизиите за одржување платежна сметка за фирмите, укинување на надоместокот за одржување електронско банкарство, како и за вадење готовина од туѓи банкомати. Понатаму, надоместоците за плаќањата со платни налози во рамки на банката треба да се укинат, имајќи предвид дека за нивно извршување не е потребно користење на платни системи кои создаваат трошоци за банките, а ова услуга е вообичаено бесплатна за граѓаните кај матичните банки од ЕУ. Понатаму, надоместоците за меѓубанкарски плаќања во домашна валута кои се извршуваат преку платните системи КИПС, кредитничкиот интербанкарски систем, кој што кај нас е приватна компанија во собственост на банките, и МИПС, кој што е во меѓубанкарски платен систем во рамките на Народна банка на Република Македонија за поголеми износи на плаќања, значи тие надоместоци треба значително да се намалат. Од банките му порачаат дека имаат високи трошоци и секоја сама одлучува дали и колку ќе намали одредена провизија. Во следниот период ќе прават анализи од кои надоместоци би се откажале, но додаваат дека тоа ќе биде долгорочен процес. Меѓу другото, затоа што би морале за секое поединечно намалување, колку и да имаме желба да го намалиме, да видиме кои ни се трошоците од другата страна. Сите знаеме дека ние имаме сериозни расходи во Македонија за кадрот во IT индустријата, сериозни расходи во делот на картичното работење кон странските провајдери. Гувернерот пак им порача дека платежните услуги се јавно добро и секој треба да има пристап до нив. Затоа треба да бидат фер и прифатливи за корисниците. Ако доброволно не ги намалат, наесен ќе се бара правна рамка, како задолжително да го сторат тоа. Ќе бидат регулирани уште можеби од есен и цените на платежните услуги. Инаку, според последните податоци за 2024 година, од вкупните нето приходи 18% се токму од надоместоци, сума која е значително повисока во споредба со другите сектори. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Идната недела владата ќе одлучува за воведување нови мерки за да влијае на зголемените цени во маркетите. Заменикот министер за економија апелираше и до угостителите во Охрид да внимаваат од и високите цени ги одвраќаат туристите. Државниот пазарен инспекторат прави анализи на цените. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски вели дека нема некои големи пореметувања со цените на пазарот. Се следи состојбата. За наредната недела закажан е состанок на кој ќе се утврдува дали ќе бидат преземени мерки, додавајќи дека има мало зголемување на одредени цени, но има и намалување на сезонското воше и зеленчук. Ги следиме цените, има дел од цените кои што се доведени во првобитната, да речам, состојба како што биле пред одлуката и мерката, има дел мало зголемување на одредени цени, меѓутоа има и одредени овошје и зеленчуци кои што се сезонски, а се намалени доста. Така да сега за сега гледаме дека нема некој големо пореметување, имаме поголема стабилност, доколку има пореметување и не е со пазарната логика, тогаш ќе следува мерка нормално. Во однос на зголемените цени во угостителските објекти, каде како пример беше посочен Охрид како туристички центар, каде кафе чини до 180 денари. Ристевски со апел до туристичките работници дека високите цени ги одвраќаат туристите. Тоа треба да биде стратегија на угостителите, како што кажав, за поуспешна туристичка сезона и директно за граѓаните на Охрид треба да имат по нормални цени. Моје размислување, тоа треба да го размислуваат, бидејќи е почеток на летна сезона. И треба тоа да го направат. Ако не го направат, тогаш ќе видиме, имаме разни мерки и можности да реагираме. Ристевски најави дека доколку има поплаќи од граѓаните и туристите за високите цени ќе следат контроли. Инаку во изминатиот период од една година, владата во 2 наврати направи ограничување на цените со регулирање на маржата. Последната мерка траеше од февруари до крајот на април. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Во продолжение информациите.